Се зголемува бројот на млади лица што не можат да најдат работа иако имаат работно искуство. Ова е само еден од растечките проблеми со кои се соочува младината, откако македонскиот пазар на трудот беше погоден од пандемијата, апелираат невладини организации. Сега имаме еден нов наплив на млади луѓе кои што имаат работно искуство, но не можат да се вратат на пазарот на трудот бидејќи нема нови работни места, ниту пак самата економија се движи во таа насока да се отвараат нови работни места. Повеќе младински здруженија ги истражуваа ефектите од пандемијата врз можностите за работа и за образование. Во дел од истражувањето, именувано Млади во криза 2.0, се истакнува дека токму лицата до 29 годишна возраст биле една од најпогодените категории. При тоа, најмногу страдале нивните месечни примања. Значи во април има голем пат и тогаш да, дефинитивно е некој што не примиле плати. Меѓутоа УЈП не ни дава доказ дека некој е изгубил работата или дека некој работното време му е променето од целосно работно време на пола работно време или така натаму. Единствено што можевме да заклучиме е да некој не примил плата во тој месец. Истражувањето дополнително покажало и дека кризата се одразила многу повеќе врз женската отколку врз машката млада популација. Прво откривме дека жените, младите жени се многу попогодени од младите мажи. Ако ги разгледавме доходовните групи, ако не се лажам, мислам дека речиси во секоја доходовна група падот на доходот е околу повеќето имаше дури за 5% поени повеќе кај жените, односно кај младите мажи. Последици се очекуваат и врз квалитетот на образованието. Голем број професорите не беа спремни кон пренасочување на својата настава и наставни содржини кон дигиталните технологии и образование кон далечина. Предпоставката е дека е опанат квалитетот на образование кај младите. Верувам дека таква не е само состојбата во нашата држава, и во останатите држави. Меѓутоа ќе повторам, се уште е рано да се направи анализа за кои се долгорочните последици од пандемијата врз квалитетот на образование. За надминување на наброените проблеми, младинските организации наведуваат повеќе препораки. Една од нив е можноста за одново вработување со доквалификации. Но за ова да се реализира, потребен е нов пристап. За да се вклопат нашите препораки, би требало и владата да размисли за променување на пристап. Од едни чадар политики кои што пробуваат сите да ги опфатат, кон концентрирани политики кон одредени таргет групи како што се младите и директно да им се помага на тој начин. Сепак, покрај застојот и растечките проблеми, младите и натаму гледаат можност за напредок. Јас се надевам дека ќе има перспектива. Мислам, сега за сега се уште мислам дека е статус кво, дека не можеме да донесеме некаков заклучок. Значи јас искрено се надевам, мислам затоа и сум тука и ги правам и овие истражувања затоа што се надевам дека ќе отидеме како што треба. За Гласот на Америка од Скопје, Тоше Огњанов.